Во центарот на Куманово се наоѓаат напуштени објекти, поранешен хотел Кристал и неколку ресторани кои се претворени во депонии и простори за наркомани. Дел од објектите се приватизирани и делумно продадени од доверители, но и покрај тоа со децении остануваат нефункционални и разрушени. Жителите сведочат дека ваквата состојба трае речиси 30 години, а покрај хотелите и рестораните на плоштадот запоставени се поранешни фабрики кои одамна ја изгубиле својата намена. Според надлежните, објектите биле во стечај, а дел од имотот на АД Бисерка лани бил продаден на јавен повик од доверителите во вкупна вредност од околу 1 милион евра. Подрумот и приземјето на поранешниот хотел Кристал со површина од 1585 квадратни метри не доликuje, ама ете туј некогаш била летња башта, тој има жива музика, ова Куба е била, например, ова фабрика Монопол, мој работа таму 2 генерации, 3. И тоа е тоа, сега тоа е тоа. Единствена земја, јас колку знам, можда сум у грешка, е Швајцарија, кај што, например, се направи музеј на тутун или нешто, и така, додека у овие земји така зварјат празни, за разлика од нив, ние имаме уште повише такви објекти, тоа е тоа. Аз кош на кој десет ја, тој јам тој џиката, јам прокурорија, јам полиција, јам комуна, кет, е кан демолу, кет me dyre, me dritare, me kanë bërë katastrofë. Aty s'ka kush nuk ka marrë masa me thonë që me dalën me kallëzu se shka u bë me këtë objekt, me këtë hotel Kristalin, edhe me ndërprej ato plashkite që e kanë bërë dhe që e kanë demolu gjithë këtë objekto, edhe jo me marrë me riparu, me ndërtu banesa, me ndërtu diçka, por njerëzit që janë pastrej edhe njerëzit që nuk kanë kushte. Не. Уоште на град не доликува, како да е паднала атомска бомба усред центар. Има ли такви други објекти отпуштени? На ќочата и пчела што е, Да. напуштено. Горе таму ловац и тоа е напуштено. Зошто така се оставено? Кој знае? Тоа треба да прашамо тие што руководил таму. Се продадени за 46,5 милиони денари. Дел од поранешниот хотел Куманово со 349 квадратни метри е продаден за 20,5 милиони денари. За 2,6 милиони денари се продадени и помошните простори на поранешниот хотел Куба со површина од 334 квадратни метри, како и кафеаната Ловец. Останатиот имот на Кристал и Куба и на други објекти ќе бидат понудени на следната аукција. Според она што го дознаваме, има и еден проблем. Иако речиси 10 години постои правосилна судска одлука за сопственост, Агенцијата за катастар не ги враќа тие објекти на АД Бисерка во стечај, па продажбата не може да се реализира за инвестиции.